Основното јавно обвинителство поднесе обвинение против гинеколог за сторено кривично дело тешки дела против здравието на човекот. Се работи за доктор од клиничката болница Тетово кој во август минатата година со царски рез во Тетовската болница изврши породување на 33 годишната Виолета Кировска, која почина неколку дена подоцна на скопските клиники. Обвинителството го товари докторот за несовесно постапување при пружање лекарска помош, поради што е предизвикана смртта на родилката. Имено во август минатата година при вршење на царски рез врз пациентката, обвинетото лице не ги превзел сите неопходни превентивни мерки за заштита од настанување на тешки последици, а кои во конкретниот случај биле многу веројатни. Гинекологот по настанатото крварење не извршил веднаш медицинска интервенција, со која можел да го спречи настанувањето на хеморагичниот шок, туку интервенцијата извршил со задоснување, кога веќе било известно дека здравствената состојба на пациентката е сериозно нарушена, соопштуваат од основното јавно обвинителство Тетово. Од обвинителството соопштуваа дека поради задоснетото реагирање пациентката западнала во кома. Во таква состојба била префрлена во клиничкиот центар во Скопје каде и починала. И семејството на починатата родилка обвини дека 33 годишната Кировска би можела да се спаси, доколку навреме била однесена на скопските клиники. Според нивните искаци, породувањето со царски траело невообичаено 3 часа. Лекарскиот тим го известило семејството дека има мала компликација, но дека бебето и пациентката се во добра здравствена состојба. За неполни 2 часа пак ги известиле дека на родилката треба да се направи уште една хируршка интервенција, но додека траеле операциите, пациентката изгубила голема количина крв. Таа дури утрината била префрлена на скопските клиники, но докторите не успеа да ја стабилизираат состојбата, пошто родилката почина неколку дена подоцна. Основното јавно обвинителство Тетово ќе му предложи на судот на обвинетиот да му изречи споредна казна, забрана за вршење професија лекар.